Импулс. Денеска имаме еден мощен интересен гостин, кој ќе кажам мощен интересен, мислам во вистинска полнота на зборот. Се работи за еден млад, он како што знае да се нарече политичар во обид. Ја би рекол доста успешен обид, сега, Умер Мухамеди. Така. Добар ден и чувствувате се како дома во наша студија. Благодарам за поканата. Дали ќе одиме на ти, на вие, како сакате? На ти, без на ти. персире. Најнапред сакам, како што ти посакав добре дојде, да те запрашам. Дали сметаш дека единствено не сме влегле во Европа, ради, малку сакам да поразговараме за Европа, ради Бугарија или заради тоа што не сме ја можеби домашната задача завршиле како што треба? Па, иако пред јавноста политичарите се обидуваат да создадат една перцепција дека ради Бугарија ние не можеме да влеземе во Европската унија, сепак јас сметам дека, мислам, не јас лично, туку и извештајот тоа го покажа дека не е главен проблем не се бугарите, туку тоа што ние не ги исполнуваме задачите. Например, постојано, мислам, при секој извештај ние имаме забелешки за борбата против корупцијата и организираниот криминал, дека во тој дел стагнираме и ние немаме никакви правосилни пресуди, немаме конечни пресуди, немаме обвиненија, немаме истраги, немаме конфискација во тој дел. И тоа не беше само во овој извештај, и во другиот извештај, ланскиот, и цело време мислам, пошто Европската унија постојано инвестира во тој дел и ние не правиме ништо. Мислам, еве сега гледаме, се препукуваат судиите, обвинителите со премиерот, иако сметам дека сепак тргнувајќи по таа поделба на власта, на законодавна, извршна и судска, дека премиерот не треба многу да се меша во судската власт ради принципот на check and balance, но сепак и они и судиите, обвинителите треба нивната работа да ја завршат како што треба, бидејќи не може вие да имате 2% доверба и постојано да се буните, постојано да барате покачување на платите и така натаму. Сметаш дека премиерот се меша маце повеќе во судската? Да, пазете сега, последниот извештај, ако го изанализирате, Европската комисија вика дека ние немаме конечни пресуди, обвиненија, истраги за висок вид на криминал. Не ти бара правосилни пресуди или конфискација, ти бара да имаме барем обвиненија, барем истраги, барем истраги, вика да имате ни тоа го немаме. И сега кога гледаме во Албанија, зашто напредува Албанија, последниот кластер го отвори, Албанија, ако например СЈО кај нас како што беше, и таму има такво специјално обвинителство и таму тоа се функционира. Например, таму го гонат бившиот председател нема. Таму нема катицања на Јанева. Таму го гонат бившиот председател, го гонат градоначалникот на Тирана и многу други криминалци од висок вид. Од високо ниво. Политичарите ли треба да ги одврзат рацете од судството? Еве, например, го спомна премиерот. Дали он се меша, мислиш, во судството или ги остава попремногу? Тоа, се не знам. Не те свати фоку тоа. Вака. Значи, сега треба да се измени законот за судски совет, треба да се измени закон за јавно обвинителство и законот за совет на јавни обвинители. И сега тука не се прави тоа за да се постигне правда, туку да се најде начин како тие членови на судскиот совет, како тие членови на советот на јавни обвинители да се сменат со нови членови кои што нема да бидат од претходната власт, туку ќе бидат од оваа власт. Значи, таа е вистината, не е дека нешто некоја правда ќе се обезбеди ако се изменат тие закони, бидејќи видите ние имаме таков систем во јавното обвинителство, ако тргнеме, каде јавниот обвинител кај нас е господ во таа судската власт, државниот јавен обвинител, затоа што по закон за јавно обвинителство он може да земе предмети од другите обвинители, да, таму пишува дека мора нивна согласност да има, но тргнувајќи од тоа дека по закон за јавно обвинителство сите обвинители се под негова надлежност и јавните обвинители, висшите јавни обвинители, обвинителите од ОЈО, ГОК сите се под негова надлежност. И мислите ли вие дека некој обвинител ќе собере храброст да не му отстапи предмет на државниот јавен обвинител? Потоа нема шанси. И исто така државниот јавен обвинител кај нас се бира по предлог на владата, го избира собранието. Значи избираме уствари на
партиски човек, да кажеме. Значи, Послушник сакаш да вика. Послушник, да. И сега целата тоа битка е да се смени овој за да се стави еден нивен. Не дека овој не работи, ради овој не се постигнува правдата и ние сега ќе донесеме некој кој што ќе донесе некакви промени таму, затоа сметам дека таа функција државен јавен обвинител за мене лично сметам дека е непотребна за постоење. Значи треба да се укине. Таа позиција бидејќи работата може да ја вршат јавните обвинители без да имат некој како државниот јавен обвинител, бидејќи и така советот на јавни обвинители е тој што ги избира обвинителите, така да нема потреба они да одговарат пред него. Значи го имат советот на јавни обвинители кај што они треба да одговарат. Еве, несвесно водата некако не насочи кон судството. Ти си, можам да кажам, добар познавач на судството, заради тоа што си адвокат. Да. Има своја адвокатска канцеларија, така да добро. Зошто е 2% доверба во судството? Дали тоа е заради ретки случаеви од судиите, на пример, што земаат мито, или па тие се ретки што се честни, а с другите сите па земаат мито? Каква е? Види, да беа ретки случаеви така што суди земаат мито, тогаш бевме не 2%, ама ќе бевме над 40%, еве да кажеме. Но тука е проблем што мнозинството, повеќето од судиите обвинителите земаат мито. Еве од позиција на адвокатија да ви зборам, сега странката ако ти дојде, нема да те праша тебе дали убаво го знаеш кривичниот законник или закон за кривична постапка. Сега во зависност од фазата на предметот, он ќе те прашува дали ако се води истрага ќе ти каже дали го знаеш овој обвинител што ја води истрагата. Или ако е во судска постапка ќе ти каже дали го знаеш овој судија, не те прашува он со каков просек си завршил дали го знаеш законот за кривична постапка. Не те прашува тоа. И сега ти треба да најдеш начин како да убедиш дека стварно или ти или некој твој пријател го знае обвинителот или судијата за да го добиеш предметот. И кога се враќаш сега назад како кога си учел, си бркал просек, значи си го совладал материјалот и те демотивира за веќе да не продолжиш со таа работа, бидејќи гледаш дека работите не се како што треба. Еве, ти си имал, например, од некоја случка ситуација каде што индиректно ти било побарано мито, нешто слично? Види, ја не сум во таква ситуација, мислам во таква положба каде што можам да побарам мито, но главно Не дали ти било побарано на тебе? На мене лично од страна на судија, обвинител? Да. Не сум бил во таква ситуација, но знам колеги адвокати, пошто знаеш како, они не го прават тоа со било кого. Значи они ги имаат своите адвокати со кои што соработуваат и сега преку нив они во својство на посредници со странката и преку нив они доаѓаат до митото. Они не можат со било кого да му кажат еј, толку пари, ако сакаш наместо 4 година и пол да се, мислам, не се прави тоа на таков начин. Они си ги имаат своите адвокати со кои соработуваат и така тоа се тера. Или не мора преку адвокатите, туку може и преку некоја трета особа. Спомна посредништвото, на тоа му доаѓа некако исто, ако не е исто, е слично, како Боки 13 што беше посредник на некој начин. Да. Он вели не, но така некако доаѓа. Политичката состојба во Македонија моментално вака, дали мислиш дека според тебе можеби сме на некој прав пат кон Европа, ја спомнавме, дали е многу далеку или чашата дали е полупразна или е полуполна, како беше она? Да. Политичката сцена кај нас најмногу што мене лично ме разочарува е тоа што е поделена и тоа е поделена во етничка основа. Значи ние имаме таков систем, партиски систем каде што имаме етнички партии. И имаме партии, например, кои што на нивните собори не ни го користат македонското знаме. И тоа треба да не разочара. Пошто некој ќе ми каже за овие, ти како албанец имаш либерални ставови. Не е либерален став, тоа е рационален став за мене, бидејќи не можеш ти тука да плаќаш даноци, јавните добра на Македонија да ги користиш и да те привлече знаме на некоја друга држава. Мислам, ти добре да користиш символи, етнички символи, мислам нешто друго, ама станува збор за знаме која што е на друга држава и мислам тоа нема логика да се користи. И покрај тоа, кај нас веќе тоа стана пракса, имаш митинзи на политички партии каде што има само етнички знамења на Албанија и на тоа никој не реагира.